Сдруженијето на пензионери на Кочани годинава ќе обезбеди огревно дрво за своите членови, исто како и минатата година, истакнуваат оттаму. Од денеска започна прејавувањето за запишување на дрва, но во желбата да се биде прв меѓу другите, се создаде револт и реакција кај одделни пензионери, а беше побарана и асистенција од полицијата. Проблема е у организацијата. Тие што организираат уписот за дрва. Тоа е проблемот. Па не речоани не всак не даваме, но јат јутру 9 саат. И јутре ќе биде исто како што. Многу се пензионери, нема доволно дрва. Приватни ги качијат 3 полјадарки, овие викат сега 2 полјадарки, а не го кажуваат тоа, затоа што после изборите ми се чини дека ќе бидат и 3. Можда не изборите, ама обавезно ќе бидат 3 дадарки. Од Сдруженијето на пензионери на Кочани, председателот Ѓорги Серафимов ја смирува состојбата истакнувајќи. Сдруженијето на пензионерите праве напори да ја изврше едно од поголемите, да речеме, и социјални мерки, односно снабдување на огревни дрва за пензионерите членки на нашето сдружение. Вие знаете, утре имаме 6500 пензионера, сите од преко нас и да сакаме не може да ги обезбедиме. Меѓутоа, у Македонија фигурираме за сдружение кое што е и помалку со членови, а обезбедуваме на поголем број на пензионери. Во минатата година познато ви е да ние обезбедихме скоро 8000 метра просторни дрва за 1325 фамилии. Таа бројка е голема и тоа што почна и други да не следат, бидејќи ние на една семејна, на едно семејство дозволуваме да има право да земе, ако има негде и по 2, по 3 пензионера во куќа, меѓутоа може да земе во таа куќа, во тај стан на место на живење само еден пензионер, односно 6 метра кубни, за да направиме една поширока акција да обезбедиме што поголем број на пензионери. Во ова година, за 2016, ние имаме се веќе јавено со посебно писмо во кое даваме на Македонски шуми на знание, а исто така се договоривме претходно со двете подружници што ќе носат дрва. Тоа е пак равна река од Пешчево. Ова година замолихме да на место 6000 донесе 6200 просторни и Кочани на место 1300 донесе 1500. Значи вкупно колку? 7700 метра се пријавени дрва да се добијат, со тоа што оставаме една мала резерва од 100-200 метри кубни за некои екстремни случаи, социјални проблеми, парализирани луѓе непокретни, сам дома старец, пензионер, нема услови ни да чуе, ни да дојде да плаќа, него ние испраќаме луѓе и проверуваме, па и за тие да обезбедуваме. Така да тоа е на социјала, со еден збор може да речам да ќе бидеме пак на едно ланско равниште со снабдување со дрва. Дека цената на дрвата ќе остане она од договорената што ја определила владата и дека ќе нема зголемувања, Серафимов појаснува. Добро е што е пак на 8 рати. И интересот кај луѓето е огромен и тоа што знаат да ние и покрај другите, да речам малограѓански оцени за ово-оно, али има стекна доверба во Сдруженијето и сите настојуваат да земат што поголем број дрва преку Сдруженијето. Ја мислам оти тоа са чисти шпекулации, вие сте управо. Нема никакво наговестување оти цената ќе биде повисока од ланската. Ние се интересиравме директно и во Македонски шуми, во управата, и во подружниците. Такви сознанија нема. А некој ако измислува такви сознанија, тоа е друга работа. Ние сметаме да таа цена што има Македонски шуми, тоа е државна цена. Таа цена, ако треба се зголеме, треба да даде одобрење владата на Македонија. Према тоа, сите шпекулации да цената е зголемена, тоа не са тачни. Цената ние ја пријавувајќи очекуваме и сигурни сме у тоа, оти ќе биде на ланско ниво. Со тоа што, тоа ќе биде 2540 така нешто, од метар просторен. Во текот на утрешниот ден акцијата за пријавување на пензионерите за запишување на дрва за годинава ќе продолжи, но со поинаков режим и услови кои ќе ги определи пензионерската организација на Кочани.